Господин Јовановиќ, зошто сега се најавуваат даночни реформи, кога економијата е во услови на криза или веќе неколку години и доправа се очекува таа криза да се продлабочува? Па не е проблем тоа што економијата во криза, историски гледано сите најголеми даночни промени се случувале за време или по големи кризи. Например, после Втората светска војна даноците во скоро сите развиени држави се качуваат на 90%, слично и после Првата светска војна и слично и за време на големата депресија 29-33 година, така што тоа не е проблем. Причината е дека секогаш на државите во кризи им требаат пари и тие пари државите може да ги разберат само со ново задолжување, со зголемени даноци. Во Македонија конкретно причината е повторно иста, државата нема пари, владата нема пари и затоа треба да обезбеди да најде пари. И постојат два начина за да го направи тоа теоретски. Едниот е со задолжување и другиот е со покачување на даноците. Задолжувањето ќе оди се потешко затоа што каматните стапки на светските берзи се многу зголемени. И затоа единствената реална опција што ја останува на државата е да ги зголеми даноците. Така што тоа само по себе не е спорно. Не е спорно што владата конечно сака да направи даночна реформа. Проблемот е начинот на кој што е прави оваа даночна реформа, односно каква е таа даночна реформа, наместо да го врати прогресивниот данок. Така не се спомнува прогресивниот данок. Имаме на ДДВ, зелен данок, на штедни влогови. Меѓутоа, она што требаше или враќањето на прогресивниот данок не се спомнува. Точно така. Значи, иако не ги знаеме деталите за реформата што ја најавуваат, во колумната што ја објави министерот за финансии, јасно стои дека не се предвидува покачување на даночните стапки, туку само проширување на даночната основа, што практично значи дека нема да има прогресивен данок. И тоа е најголемата грешка, тоа е всушност големата грешка, затоа што практично со тоа што нема да се воведе прогресивен данок, односно со тоа што нема да се даночат богатите, тоа значи дека ќе се даночат сиромашните, односно сите останати. И тоа е најголемата грешка со оваа даночна реформа, што наместо да земат пари, тие пари што и требаат на државата, наместо да ги земат тие пари од богатите и големите фирми и од сите оние кои што имаат, тие ќе ги земат парите повторно од обичните луѓе, од сиромашните и од малите фирми. Така што тоа е главниот проблем со оваа даночна реформа. Што значи сега тоа зголемување на даночна основа? Па тоа значи повеќе работи. Например, конкретно некои работи кои што беа спомнати во јавноста, иако не знам дали навистина тоа се предвидува со даночната реформа, беше најавено например кај данокот на добивка, дека наместо да се даночат, да се воведе прогресивен данок на добивка, со што фирмите кои што остваруваат, да кажеме, екстра профити, милионски профити, ќе се даночат повеќе. Наместо да се направи тоа, сега владата, односно Министерството за финансии предлага да се даночи реинвестираната добивка, односно онаа добивка која што оствариле фирмите и која што ќе ја реинвестираат, односно ќе купат нови машини, опрема и слично, на тоа повторно ќе треба да се плати данок. До сега таа добивка беше ослободена за да се стимулира инвестирање во економијата. Сега на тоа фирмите ќе треба да платат данок. Тоа е лошо и поради тоа што со тоа ќе се намали инвестирањето во економијата, но и поради тоа што со тоа се погаѓаат пред се помалите фирми. Земете некоја мала фирма која што стварила добивка, не знам, 10.000 евра и решава тие 10.000 евра да ги реинвестира повторно, ќе треба да плати данок на тоа, што е неправедно. А од друга страна имате фирми во државата кои што остваруваат добивки од стотици милиони евра, стотина милиони евра или десетици милиони евра, особено во оваа криза, профитираат од кризава и на нив вие ништо не им правите, на нив повторно исто ќе ги даночите. Така што тоа е една голема грешка. Второ што се спомна е дека повторно ќе се воведуваат придонеси на хонорарците, односно на договорите за дело. Тоа е катастрофа, тоа е тешка глупост, затоа што како прво тоа од формално правна гледна точка е неисправно, неиздржано, затоа што тие луѓе што работат со договори за дело, тие немаат работен однос, тие немаат одмор, тие немаат никакви работнички права и поради тоа немате право ни да им барате да плаќаат придонеси, затоа што тие немаат работен однос. Второ, ќе потсетам дека такво нешто сакаше да направи Груевски, односно Ставрески, во 2014 година и тогаш сегашната влада протестираше против тоа и сега истата таа влада што протестираше против даночењето на хонорарците, вика дека повторно ќе почне да ги даночи хонорарците. Тоест ствартување од 180 степени за оваа влада. Значи тоа е тешка катастрофа и од
економска, но и од политичка гледна точка. И да не навлегувам во повеќе детали, може уште само да го искоментирам за каматите, кои што го спомнавте. Значи, даночењето на каматите што ги остваруваат луѓето од банките, тоа во принцип не е лоша идеја, тоа е нешто што треба да се направи. Меѓутоа и тука треба да се прави дистинкција помеѓу луѓе кои што имаат камати, не знам, од десетина евра или стотина евра годишно, односно обичните луѓе кои што имаат штедни влогови од не знам неколку илјади евра, и луѓето кои што имаат штедни влогови од милиони евра. Не треба да се даночат сите, туку треба да има праг, треба да се каже дека штедните влогови до толку и толку нема да се даночат, или приходите до тоа ниво, не знам, 200 евра, карикирам, нема да се даночат, се што е над тоа ќе се даночи. Значи мора да се направи дистинкција помеѓу мали штедачи, луѓе кои што имаат некои, не знам, 1000 евра заштеди во банка, и луѓето кои што имаат милиони евра во банка. И тоа е исто голема грешка, што такво нешто не е предвидено, барем според она што беше кажано, не ги знам точно детали. Така што има многу бројни, ако се гледа во деталите, проблеми со оваа реформа, мислам дека е навистина во принцип многу лоша реформа. И остануваат неколку месеци, нели сега сме август, ако планираат да стартуваат од почетокот на следната година, треба тука да се менуваат и закони, колку тоа сега ќе влијае на квалитетот на реформата што се предвидува. Мислам дека тоа не е проблем, има доволно време за да се сменат тие закони, освен тој не станува збор тука за некои крупни промени во законите, ако сакате да ги даночите каматите, тоа се прави со една измена во член на закон, ако сакате реинвестирана добивка да ночите и тоа исто се менува со еден член. Така што од формална гледна точка не е ова нешто што бара премногу време, може ли релативно лесно да се изведе. Проблемот е што се прави нетранспарентно и без вклучување на јавност. Министерот пишал во таа колумна дека ова е многу транспарентна реформа. Како може да биде транспарентна реформата кога ние се уште 2-3 дена откако се да кажеме најави реформата не ги знаеме деталите. Никој не знае што всушност прават тие, што планират, а вика дека транспарентно. Вика дека консултирале многу експерти. Ја не видов ни еден експерт, зборува со 20-тројца луѓе од Македонија сега. Никој од тие луѓе не бил консултиран за оваа реформа. Кои се тие експерти кои ќе ги консултирале? Синдикатите не се консултирани. Така што воопшто не станува збор. Многу е лошо подготвена реформата и тоа е проблемот. Не е дека нема време за да се спроведе, ќе има време да се спроведе, но се прави нетранспарентно, без информирање на јавноста и без вклучување на експертите. Така, ги следите и земјите од регионот. Каква даночна политика водат сега тие во време на криза? Па да, значи во земјите во регионот нема некои големи промени во овој период, значи за време на оваа криза сега се уште ништо не се најавува, но она што е голема тема во Европа е да се даночат екстра профитите на компаниите кои што профитираа во оваа криза. Тоа е голема тема во Европа и многу држави, вклучувајќи и Австрија, веќе разговараат, односно планираат некои такви работи. Суштината е во тоа што, како и во секоја криза, имате фирми кои што профитираат од таа криза. Во оваа криза конкретно тоа се нафтените компании и енергетските компании, некои други, и супермаркетите, сите оние кои што практично ја искористија криза за да ги напумпат своите цени и преку тоа да се ги зголемат профитите. И сега тука се збори во Австрија па и во многу европски земји, сите тие фирми кои што профитира од кризава да се даночат екстра. Па конкретно, например, во Австрија има еден предлог да им се дозволи на фирмите профитите кои што биле, да кажеме, 10% поголеми од нормалните профити, тие да не бидат даночени екстра, а се што е над тој износ од 10% од нормалните профити да се даночи, пазете, со стапка од 90%. Значи да не им се дозволи на фирмите воопшто да профитираат од кризата, туку државата да ги земе тие пари и после тие пари да ги потроши за субвенции за сиромашните, за помагање за повисоки цени на енергија, на нафта, на сето. Така што тоа е едно големо прашање во Европа, да се даночат екстра профитите на фирмите кои што профитираат во оваа криза, а во Македонија за тоа воопшто не се разговара. Не само што не се разговара, туку конкретно сега се кажа дека ќе направиме даночна реформа, ама нема да ги чепкаме големите фирми и фирмите кои што профитираат во криза. Читам денови не излегува сега полугодишните извештаи за берзата. Читам како се фалат сите фирми растуриле, банките растуриле, оваа онаа друга фирма, нафтените компании, супермаркетите, сите растуриле. Значи сите тие големи фирми профитираат од криза, милионските добивки уште повише ќе ги зголемат и државата нема да им земе пари на нив, туку пак им зема пари на хонорариците, на малите фирми, на сите оние кои што одвај преживуваат оваа криза.